И покрај владината одлука за забрана, дел од општините не се откажуваат од постапката за формирање јавни предпријатија или друштва за производство, трговија и менаџирање со јавното осветлување. Основањето и нивното функционирање е овозможено согласно постоечките закони, а со тоа локалните самоуправи ќе заштедат со рестрикции и пониски цени за електрична енергија, велат градоначалниците. Првиот човек на Тетово, Билјалка Сами, информираше дека денеска поднеле барање до Централниот регистер за основање на трговско друштво Електротетово Доел и вели дека ќе ги искористат сите законски можности за истото да профункционира. Со законот за локална самоуправа, општините имат право да формират јавни предпријатија. Исто така, пред месец-два, исто регулаторната комисија, која е законски надлежна во делот на енергетиката, има донесено регулатива и го информира ЗЕЛС дека општините можат да формират јавни предпријатија, друштва со ограничена одговорност и акционерски друштва за производство, трговија и менаџирање со јавното осветлување. Значи, владата не може да донесе една одлука која ќе биде противзаконска. Ние као општина Тетово денеска пуштивме Централен регистар за да се регистрира предпријатие. Ако ни одбива, ќе ги следиме сите законски процедури да одиме до крај. Општина Аеродром пак веќе формираше јавно предпријатие кое го менаџира уличното осветлување. Според градоначалникот Тимчо Муцунски, само во првиот месец од неговото функционирање имале заштеда од повеќе од 2 милиони денари. Тој вели дека правниот основ за основање на такви предпријатија се наоѓа во 3 закони: Законот за локална самоуправа, Законот за јавни предпријатија и Законот за енергетика. Врз основа на тие 3 закони ние имаме основано такво јавно предпријатие, кој потоа е регистрирано од страна на Централниот регистар и потоа има склучено договор со ЕВН и врз основа на тој договор во моментот се врши наплата за потрошена електрична енергија. На мене ми е апсолутно нејасно како со владина одлука може да се дерогираат 3 закони. Тоа влегува веќе во сферата и напротив уставното постапување, а истовремено како владата ќе се однесе на веќе регистрираните јавни предпријатија кои што извршуваат своја дејност и имаат склучени договори со ЕВН. Инаку според премиерот Димитар Ковачевски, одлуката е донесена со цел да се спречат злоупотреби и манипулации при обезбедување на универзална услуга на пазарот на електрична енергија.